Čuk, čuk, ko ide? Sveti Vasilije, Od kaj ide? od Kesarija, Što nosi? zdravje i bereket od Gospoda. Утринава се наоѓаме на градскиот плоштад Македонија пред пештирата која го символизира Христовото раѓање. Во месецот кога ги чествуваме големите христијански празници Бадник, Божик, Василица, Водици и така натаму. Ова утро сум заедно со дел од вредниот и неуморен тим на Сдруженијето Бадникови поворки, кои што овој месец беа ангажирани во реализација на Бадниковите поворки кои што се одржаа во рекордни 80 градови ширум земјава. Беше организиран и музички серијал, односно музичко сценско дело посветено на Христовото раѓање со наслов Божикниот подарок и многу активности за кои што во следниве минути ќе проговорам заедно со Билјана Лончар, координатор на Бадниковите поворки и актерот Владо Дојчиновски, кој што е режисер на музичкиот серијал Божикниот подарок. Пред се, добро утро, за многу години нека ни се празниците и едно големо браво за вас, но и за тимот на Бадниковите поворки кој што на вистина неуморно работеше и овој јануари, лето Господово 2026. Добро утро, Христос се роди, да ни е Навистина среќна, весела, берикетна новата година. Се радувам што имаме можност да го раскажеме сето тоа што ни се случуваше овој период, односно радоста што ние ја доживувавме меѓу нас, што ја споделивме со одредена група на луѓе, додека траеше целиот тој процес, сето тоа да го слушне, да го разбере и пошироката маса. По Бадниковите поворки веќе одамна станавме познати дури и во светски рамки. Билјана оваа година, како што споменав, рекорден број на градови во кои што се одржаа Бадниковите поворки и рекорден број на млади учесници, што е голема радост и успех за сите нас. Токму така, огромна радост е. Значи, по 17 пат Бадниковите поворки се одржуваат во Скопје. И оваа година мислам дека нема општина и населено место во Македонија која што не се приклучи кон Бадниковите поворки. Најголем дел од нив и само иницијативно. Значи, ни се јавија да се организираме и така натаму, и тоа е еден доказ дека радоста која што ја шират Бадниковите поворки е заразна. Значи се проширува не само во Македонија, туку многу интересно дури нашата диаспора од Германија, од Австрија, од Словенија, од Америка. Значи сите тие не контактираа и во однос на тоа да имаме еднаква Бадникова поворка. Не само што беше рекорден бројот на учесници на места каде што се одржа Бадниковата поворка, туку рекорден беше оваа година и бројот на активности што ги организираше самото здружение. Владо, токму имавте чест и задоволство да бидете режисер на музичко-сценско дело кое што на еден нов и многу интересен, убав начин им овозможи на присутните да уживаат во духот на традицијата, во духот на православната христијанска вера, но и во духот на заедништвото. Навистина беше чест. Навистина беше чест затоа што тоа музичко-сценско дело, како што го нарековме ние, еден божикен мюзикал, имаше преку, не знам, најверојатно 40 учесници беа, деца актери, музичари, тука беше ансамблот Симбиоза, кој беше раководен од Дарио Стојановски, хор музичари, значи, кои што сите се сплотивме на едно место на сцената и направивме една навистина божикна магија. Беше задоволство да се работи со сите тие деца кои што навистина посветено работеа да испадне тоа така како што излезе и работеа пред се со многу љубов, искрена љубов, затоа што пробите траја многу долго, за деца навистина напорни проби, меѓутоа вложија од себе навистина многу љубов.
и направивме една таква сплотеност за тоа да го почувствува публиката и на крајот таа радост вистински да ја пренесеме, затоа што и додека траја пробите, целта пред се јас, како што им кажува, беше не е битно дали ќе направиме чекор полево на сцената или чекор ќе направиме подесно. Пред се, вика, вие сте деца од таа страна. И на сите нас, останатите од другава страна, треба да ни ја пренесете вашата детска радост. Она што за жал возрастните пополека го губиме, или дел го изгубиле, дел се уште си го чуваат, меѓутоа да го повратиме тоа дете во нас. Значи, таа радост на искрена детска игра, не само што вие ќе ја доживеете, туку преку вас и ние да ја доживееме. Односно, како што викаме, кога ангелите го најавија Христовото раѓање, така, тие ангели сте вие сега. И таа радост за Христовото раѓање, за раѓањето на Спасителот Исус Христос, вие треба да ни ја донесете нас преку сцената и вистински да не израдувате. И тоа навистина се случи. Се случи преку 3 дечиња кои играа искрено, со многу жар, со многу љубов, со многу радост, преплетено сето тоа заедно со божикните каланди, со сите сценски ефекти што ги имавме можност да ги поставиме на сцената, и кај луѓето навистина се почувствува во салата и тука на плоштад, и во салата една вистинска топлина, заедништво, љубов, радост. Имаше луѓе кои што јас додека ја следев представата како тече, значи цело време, имав можност да видам луѓе на кои што им потекува по некоја солзичка, си ги бришат солзите, меѓутоа беше тоа, значи, солзи од радост и од убавина. Да, навистина една прекрасна божикна магија се случи во салата во Македонскиот културен центар, кога се одржа представата и овој убав празничен божикен мюзикл, во кој што беа вклучени, кажавте, голем број на деца, преку 40, беа тука вклучени повеќе детски хорови, Златно Славиче, хорот од Лале. Тетово, Лале, Тетово. така, солисти. Солисти исто така кои беа и дел од хорот и беа солисти, меѓутоа сето тоа беше направено како една таква цела приказна една бајка, едно такво убаво магично доживување кое што не беше целта, јас кажам малце ајде ќе глумиме, па малце ќе пееме, сето тоа испреплетено додека трае пеењето на каландата, се случува приказната. Сега, бидејќи Владо ги спомна во неколку наврати каландите, да ставиме акцент токму и на нив, бидејќи оваа година беа возобновени 3 песни, празнични каланди, и дали може Билјана нешто повеќе за самите песни? Од каде дојде идејата да се возобноват песните? Како течеше цел процес на снимање на песните, кои добија и прекрасни видеозаписи? Така, овие каланди веќе ни се пеат, меѓутоа нештото што сакавме да направиме и да ги ставиме на некаков, нели, да направиме музички запис, за да можат полесно да допрат до сите, посебно кај децата. Од таа гледна точка вечниот Бог ја снимивме со Златните Славејчиња во студиото на Александар Митевски, и сега е многу поедноставно, нели, на YouTube, на Spotify, дечињата полесно да дојдат, нели, до самата песничка. За разлика од незе, кај втората и третата каланда направивме и видеозаписи. Едната Сношти Христос ни се роди, ја снимивме со истите деца од ансамбл Симбиоза, значи 40 музичари млади ги имавме во студио, каде што кај Мите Димовски во така 1-2 напорни дена успеавме да ја снимиме оваа каланда. Беше стварно многу убаво искуство да се биде дел од снимањето заедно со овие деца. И направивме видеозапис од каде што се гледа нивната љубов однос на сето тоа што го прават.
И е нешто што ќе остане нели за идните генерации, за да го нели да го видат и да може да биде присутна и подостапна до сите. И вториот видеозапис е направен од хорот митрополит Козма Пречистански од Кичево. Значи тие ја снимија новогодишната каланда. За видеозаписот е одговорен Стојан Стојановски од Охрид и се снимаше во Битола кај Димитар Антоновски во неговото студио. И мислам дека направија навистина едно прекрасно дело и една таква убава радост се расшири токму сега за овој празник, што мислам дека веќе реакциите што ни стигнуваат од луѓето што ја гледаат се прекрасни. Почнува нова година на Божјата милостина и со споменот на свети и блажен Василий Велик. Јас би сакал кога сме кај каландите уште да напоменам за една многу убава каланда. Небо и земја, затоа што видите помеѓу народот има секакви мислења, иако каландите се многу убаво прифатени, тие сепак се едно славење на нашиот Господ Исус Христос. Така едно достоинствено и пристојно славење. Кога се пеат, имаме Небо и земја каланда, која е по потекло не само што е, сите пред се каланди се христијански, се православни, нивното потекло. Меѓутоа има таа Небо и земја е со баш македонски корени. Односно тоа е запис од нашиот Марко Цепенков. Така и многу интересно е да се спомене дека тоа е единствената каланда која не само во Македонија, од тука од кога се испеа во Македонија, кога се возобнови, и останатите народи околу нас и пошироко ја пеат каландата. Меѓутоа, никогаш не ја преведија на нивни јазици, туку секаде каде што ја пеат, замислете, ја пеат чисто на македонски јазик. Колку е тоа убаво. Навистина прекрасно и ете веројатно во оваа нова година ќе добие и таа каланда видеозапис. Се надам дека ќе ви биде сигурно на приоритетна листа. Меѓу другото, а исто така сакам да напоменам и ова за еден краток божикен серијал кој го снимивме, кој беше направен со многу голема љубов исто така, во 4 епизоди, кои 4 епизоди на лесен, едноставен начин го раскажуваат настанот на Христовото раѓање, односно првата епизода посветена на Витлеемската пештера, втората епизода на значењето и јавувањето на Витлеемската ѕвезда, третата епизода тројцата мудреци кои што ја следеја таа Витлеемска ѕвезда и четвртата епизода е многу интересно, е склоп на сето тоа заедно и како ние денеска го славиме и Бадник и Божик, односно посветено е вниманието таму на создавањето на тие Витлеемски ѕвезди, изработката на дечињата кои што денеска сами ги ја изработуваат Витлеемската ѕвезда, пештерата која ја носат во своите раце и како што викаме дека тие се малите добри пастирчиња или ангелите кои што тогаш се јавија и денеска одат секаде по улиците, по домовите да го најават Христовото раѓање со песната Вечниот Бог. И сакам исто тоа да го напоменам, Вечниот Бог, колку убава каланда, колку со каква топлина и со каква радост, тоа е песна која навистина го најавува раѓањето Христово. Не сакам тука да ми замерат сите останати кои што еве денеска се уште така слушаме, ипак и тоа е дел од нашата традиција, не велам некога се пее Коледе леде, меѓутоа сега се сетив и затоа сакав ова да го кажам уште кога бев дете и ќе одиме јас и брат ми кај баба ми и дедо ми и тогаш
ја пеевме вистина таа песна, тоаш не ја знаевме, ние вечниот Бог среќа што се возобнови, кога леде, паднало греде и го отепало дедо. Замислете сега, која радост е тоа. Така и кога одевме таму, баба ми ќе каже, леле, дедо Тич не сака да ја слуша полека таа песна. Не сака да ја слуша песната, е нормално дека не сака да ја слуша. Која радост има тука во тоа паднала гредата и го отепала дедо. Што не јавуваме ние, особено дечиња од 3 години кажуваат за некакво убиство, за тепање. Така, било дел од нашата традиција, викам, не велам не особено во еден период, кога било забрането да се спомнува Господ, да се слави Господ, кога луѓето оделе тајно да се крштаваат. Мојата прабаба тетка ми има кажано дека тајно ја носила во црква да биде крстена. Меѓутоа денеска, кога имаме слобода да го славиме вистина Господ, треба на вистина достоинствено да го славиме Господ, да му пееме на Господ. Сепак е тоа, затоа што, знаете како, сепак денеска, еве, кажано на еден модерен начин, ние го славиме роденденот на Господ, така. Го славиме, а како ќе го прославиме ако во целото славење не го спомнеме и роденденецот? А најубаво е да се спомене со песна и јас ви благодарам за одвоеното време, за разговорот. Ке го заокружиме, се разбира, со дел од овие музички дела за кои што сега зборувавме, нека ни е за многу години. За многу години и како беше на крајот, ние Божикината авантура ја почнавме со вечниот Бог, ама ја завршивме со чук, чук, кој иде, Свети Василие, од кај иде? Од Кесарија. Што носи? Здравје и берекет од Господа, нека ни е срекна и берекета на новата година. И во просвещение